Иде бе, шо неки им текни бе, каква златна коза за нова година, козиот. Ова им плака мајката како се викаше Колишевски. Али небитно да видиме на пример што имаме ова недела. Имаме други политичари освен Колишевски во заминување, така да целата влада и премиерот Заев се во оставка. Што е голема штета затоа што многумина се чувствува дека изгубивме 5 години во ништо. А сепак не е така. Да видиме на пример што овие 5 години се случи. Се случи промена на името. Се случи членство во НАТО, тоа е окей. Добро, онака. Мислам ќе даваме пари да не штитат од ништо, али тоа е добро. Се случи најголема корупција, имаме коруптивно сме на ниво полошо од времето на Груевски. Мислам ако се сеќавате на времето на Груевски, ако не здрави и живи. Се случи договор со Бугарија, што не знаеме што е договорот и не знаеме дали ќе станеме бугари, дали ќе станеме грци, срби. Требаше суството да се отвори како пупка. Очигледно не се отвори, кој сака влегва, излегва и тоа е тоа. Многу ветување, многу надежи, а мало остварување. Мислам, добро, не е мало остварување, ово имаме бенефици, например, не плаќаме радиодифузна такса, алкохол после 7, тие светски придобивки. Освен Заев, сега ќе имаме нов премиер, нормално, некој Емил Димитриев, само без коса, а бродот кој тоне и почнува веќе да го напуштаат првите глувци, така вели народот, јас не знам за глувците. А иначе овој напушта, заминаше Керинска, значи нема да има чизми поќе за армијата, кој зеде, кој не, нека си купи. Заминува Мила Царовска, фрлајте таблети да нема дигитализација. Замина Венков, мислам замина. Не замина, требаше да го со булдужер да го вадат од фотелјата, затоа што сега тоа го презема алтернатива како договор со СДС, да се оствари некоја влада. Замина Коста Петров, замина врвот на иновацијата. Јас не знам веќе што ќе правиме. Мислам, имаше страшни иновации во последно време. Пица од 2000 години имаше пакетче за чување крема што вреди 20.000 евро или така нешто. Страшни иновации, тежок ден ово е за иноваторството во Македонија. Се гледаме на дното, не знам кај се гледаме. Ко сме веќе кај дна, малце спортски риболов да видиме од судството наше. Го пуштија Мијалков, па пак го вратија. То ти е онака, само фрлаш, враќаш. Дур главниот крап е во Будимпешта. Али добро, таму на Дунав е прилично добро за мрестење. Нека е здрав и жив. Од другите иновации и реформи, недела станува неработен ден, освен за тие што ќе работат нормално 23 сектори, вработени во молови, вработени во трговски центри, индустрија, центри што не може да трпат денес да се откажи работата, па утре да се работи, што значи среќен неработен ден на администрацијата. И ова е толку за ова година. Се надевам дека беше добра за вас, иако чисто се сомневам. Се гледаме после нова година на поскапа струја, на поскапо грејење, со нов премиер и со нови надежи, пошто уште достана. Имајте убави празници, па се гледаме. Уште не можам да верувам ова коза дека е. Иди. Иста коза. Ајде, гаси таму да видам.